Особено она што имаме две страни на некој начин. Имаме еден свиркач, на чии што извештаи се темелеа обвинувањата на опозицијата, и имаме власта која вели дека ништо од тоа не е точно, затоа се и неколку закони во собраниска процедура, околу правата на работниците, околу начинот на градба и така натаму. Меѓутоа, некако како да остана, да виси во воздухот дека има некоја тајна што се уште не смеа дознае ниту преку свиркачот. Дали станува дел на доверливост или на тајност? Што содржат обично ваквите договори, кои што владите, како што велите, потребно или непотребно ги чуваат во надвор од очите на јавност? Видите, законска обврска за доверливост за вакви договори нема. Да сме најасно. Договорните страни имаат опција сами да си се договорат, договорот да биде доверлив или да биде доверлив до некој временски момент. Например, таква клаузула имаше во еден договор, кој што за среќа па е јавно објавен, па сега можеме да го коментираме, тоа е оној за купопродажба на акции во поранешното електростопанство, сегашно ЕВН. Таму клаузулата беше во текот на преговорите до склучување на договор се е тајно. Затоа веќе доверливоста ја нема како договорна обврска меѓу страните. Значи нема тука законска обврска, не е тоа државна тајна, не е класифициран документ. Договор меѓу двете страни. Двете страни се обврзуваат да не изнесуваат надвор во јавност, надвор од нив двете. Значи, при вакви договори, дали најчесто се одредува клаузула за арбитража во случај да дојде до спор околу изведувањето на работите? Да. Прво една начална напомена. Споровите се нешто што е составен дел на секоја трговска сделка. Од наједноставната па до најкомплицираната. Кај овие комплицираните се поверојатни. Дури околу беззначајни прашања. Кога влегуваат во договор страните, тие мислат дека се им е јасно и нема никаков проблем, меѓутоа секој деловен субјект знае дека реализацијата на било кој договор отвара можност или носи ризик од настанување на спор. И како што во реалниот живот со ризиците се справуваме, значи имате опасност дека со автомобилот ќе причините штета или ќе ви биде причинета штета, склучувате полиса за осигурување. Така и деловните субјекти, ризикот наречен спор, недоразбирање со другата страна, го пресретнуваат на тој начин што се вградуваат соодветни клаузули во договорот. Клаузулите што се однесуваат за споровите се обично на крајот на договорот со ситни букви од задна страна, во општи услови на работење. Значи, тие се така малку зацкриени, а пак тие се мојот предмет на професионален интерес. И првото е каде ќе се решава спорот, пред кој суд или пред арбитража, и второ, по кое право ќе се решава, таму кај што ќе се договори. Во меѓународните сделки најчесто станува збор за субјекти од различни држави. Понекогаш за држави од немногу познати региони во светот, помеѓу страни кои што не се познаваат добро. Уште помалку ги познаваат правните системи на другиот. Во современиот свет, највообичаениот начин на решавање на спорови, кој што го има прифатено деловната заедница, значи во меѓусебните спорови на трговските субјекти, е преку арбитража. Тоа е налик на суд, приватно тело, многу налик на суд, пред кој што се спроведува постапка на право раздавање, исто како кај суд, значи страните поднесуваат докази, наведуваат правни аргументи, се држи рочиште, се испитуваат сведоци, вештаци, се прави како на суд, ама приватно тело. И многу побрзо од тоа. Многу побрзо, многу поефикасно и на крај се носи одлука која што е рамна со судска пресуда. Ама е надвор од државните судски системи. Значи, таму немате суди именувани од државата, нема ништо, приватно е. Што е спорно тоа? Има неколку арбитражни судови во светот, Париз, Лондон.
кој ќе го одберат, веројатно е договор на двете страни. Апсолутно. Првата и основна работа, како што реков, преку 80% од трговските договори, барем во овој западниот свет кон кој што ние инклинираме. А кон тој свет треба се додаде и далечниот исток. Новите водечки трговски нации во тој реон, Кина, Јапонија, Сингапур, Хонконг и така натаму. Хонконг веќе не е ни држава, меѓутоа е некакво правно подрачје. Кај нив се вградува арбитражна клаузула. Има многу арбитражни институции по светот, има неколку што се водечки, онака, би ги нарекле Rolls-Royce на арбитражата, меѓутоа има и многу други. И во тој домен, ама совршено е вообичаено, очекувано, предвидливо, да кога имате еден трговски договор, дури од ваков тип за инфраструктурен проект, да биде вклучена арбитражна клаузула, односно клаузула со која што ќе се договори арбитража. Уште повеќе, за договорите за градење, какви што се овие за автопатиштава, обично се склучуваат по однапред изготвени теркови. Распространетиот таков терк или модел на договор, кој што е отприлика поставен по некои принципи, е модел договорот на ФИДИК. Тоа е Светска федерација на инженери. И по тие договори знам дека, например, беше договорот за реконструкција на железничката пруга Битола до грчка граница. И многу од досегашните договори за градење се по такви ФИДИК услови. Тоа е едноставно еден стандардизиран терк кој што е општо прифатен во светов. Составен дел на тие општи услови на ФИДИК е арбитражата и тоа при Меѓународната трговска комора во Париз. Асоциацијата ФИДИК одлучила дека најсоодветна или најпозната или најприфатлива е ФИДИК и таа им ја препорачува на договорните страни да ја прифатат како соодветна за решавање на споровите. По кое право тоа се решава таму? Дали по континентално, на кое што инсистира наводно опозицијата, или по англосаксонското, кое што е наводно се наоѓа во договорот? Сега, повторно зборуваме за договори. Кај договорите важи едно основно правило во материјалното право, а тоа е слобода. Слобода на договарање. Прво, договор е тоа за што страните ќе се договорат. Меѓу другото, таквата слобода, која што е највиталната карактеристика на облигационото на договорното право и на договорното право како дел од облигационото право, се одразува и на правото по кое што ќе се решава, кое што ние стручно го викаме меродавно право. Ако вие можете да се договорите дали ќе платите $1,000,000 или $2,000,000 или дали тоа ќе се изведе за 1 година, за 2 години, логично е правниот систем, не само кај нас, во сите земји во светот, да ви дозволи и да се изберете право по кое што ќе ви се решаваат евентуалните спорови кои што ќе ви настанат од договорот. Значи, наједноставно кажано, втората карактеристика на сите вакви прекугранични сделки, каква што е ова за нашиве инфраструктурни проекти, е избор на меродавно право и обично тука страните настојуваат, односно секој од двете, настојуваат да ги реализираат своите интереси. Странските субјекти кои што влегуваат во сделка со држава имаат отпор кон прифаќање на правото на таа држава за решавање на споровите. Меѓу другото, зашто државата има контрастрана, договарач, а во исто време по незиното право, значи правилата што таа си ги носи, да се применуваат. И обично се прибегнува многу стандардна постапка е да се избере некој неутрално право. Вака често избирано е швајцарското право, например, како
примерна земја која што има високо развиен правен систем, познат, лесно достапен, со многу добра судска пракса, зашто кога го избирате правото, избирате и судската пракса на таа земја. Вториот чест правен систем кој што се избира е Англија и Велс. Зошто? Заради широката слобода на страните, што значи дека во суштина вие и тешко е дека нешто и ќе примените од правниот систем, бидејќи па овие договори се толку детални, што тешко е дека можете да примените некоја правна норма од законодавството на избраната земја. Например, во нашава пракса, Англија и Велс беше избрано како меродавно право во оној договор со Тарпс. Кога што па државата беше тужена дури и пред суд во Англија, бидејќи така се договорила со инвеститорот Тарпс, избрано беше Англија и Велс. Мислам дека во уште еден голем договор за купопродажба на акции, приватизационен договор избран Англија и Велс, ама малку видоизменета е клаузулата таму, така што и тоа не е нешто што не е. А овие Окта, Синохидро, овие за кои што говорите? Синохидро не сум го видел договорот. За Окта знаеме, и тој беше истакнат на веб страната на владата, таму беше избрано швајцарското право. Така што и нашава држава и претходно, и сега и во иднина не треба да се чудиме ако избира, односно се согласува на примена на странско право, поготово ако е неутрално, например. Добро, не можеме да избегаме од политиката, да се разбира, бидејќи манипулираат со овие стручни термини и двете страни. Власта беше обвинета дека го одбрала токму ова англиско-велс право, наместо континенталното, а ние сме биле во Европа, и второ обвинување беше дека со ова е суспендирано македонското право. Како тоа ви звучи? Во договорни односи не може да биде суспендирано, значи кај договорите се е слобода на договарање. Ако ние имаме законодавство што на договорните страни им дозволува во прекуграничните односи да избираат меродавно право, значи не го суспендирате, туку напротив го ползувате. И од тој аспект тоа е погрешен начин на размислување. Малку е татистички, малку од некои други времиња. Суштината е во сферата на меѓународните трговски сделки. Ви имате соодветен апаратус. Апаратусот се одразува и нормативно. И тој ви дава многу широка слобода на договарање. Како што реков, ви дава слобода на договарање на клаузулите во договорот, за што ќе се договорите, за која цена, што е предметот, се. И исто така ви дозволува слобода на избор на меродавно право. Дури и бројот на арбитри има стандарди. Арбитража се прави за нешто што не е извршено онака како што двете страни очекувале или не ги исполнили условите од договорот. Државата, кога е во прашање, какви последици, какви пенали плаќа државата ако не ги обезбеди условите што фирмата ги бара? Договорот е збир на заемни права и обврски. Огледала, едниот има права за едно, другиот права за друго. Едниот треба да испорача, другиот треба плати. Едниот треба да ја прими стоката, другиот треба да му ја донесе и така натаму. Се е на принципот на взаемно давање и зимање. Најголемата повреда која што државата или најчестата која што може да направи е да не плати или да не плати на време. И затоа постои, меѓутоа има и серија други обврски. Овие договори се, ако ги погледнете, се како библиотека. Значи, има еден мал општ договор, обично договорите за градење и овие по ФИДИК имаат општи услови и потоа имаат посебни услови кои што е всушност вистинскиот проект. Таму имате 10 книги. Тие книги 5-10, колку и да се, имате безброј меѓусебни давања и зимања.
безброј меѓусебни обврски. За повредата на секоја обврска логично е дека следи или некаков пенал, или некаков друг вид на санкција. По-конкретно, државата што плаќа, фирмата што, кој плаќа пенали? Што се пенали, што е државата ако не изврши навреме плаќање? Пенал е паричен износ кој што се плаќа спрема страната, односно го плаќа страната која што треба да изврши некоја непарична обврска. Во договорот за градење, тој градежникот, ако тој доцни со роковите за изведба, се договора пенал и многу стандарден е во нашиве услови е или 0,1% за дневно доцнење од вредноста на договорот или 0,05%. И, например, ако градежникот доцни 100 дена, доаѓа, например, до некоја сума од 10% од вредноста на договорот, која што треба да ги плати на инвеститорот, во конкретниот случај на државата. Од тоа дали ќе успеат страните да се нагодат, да се разберат предходно. Ама и да завршат на арбитраж. Тоа не е крај на светот. Тоа е едноставно начин како да дознаете кој имал право, кој не бил во право. И животот продолжува.